Продолжуваме со четвртата сесија од Lean Startup модулот на Премиум предприемач 2.0. До сега поминавме доста основни елементи на кои ќе се базира нашиот Lean Startup процес. Сега следува следниот логичен чекор. Значи, доколку нормално сте ја подготвиле вашата драфт верзија на бизнис модел, а тој следен логичен чекор е тестирање на хипотезите. Се она што досега го поставувате во бизнис моделот представуваат хипотези, односно предпоставки. Многу предприемачи прават грешка што тие хипотези ги земаат здраво за готово и го започнуваат бизнисот, без при тоа да се уверат дека хипотезите веќе се вистински факти. Затоа, тестирањето едноставно представува начин да излезете надвор и да ги тестирате предпоставките и да пронајдете разни уведи не од било кого, туку директно од купувачите и партнерите кои што се веќе дел од вашиот бизнис модел. Со тие информации што ќе ги добиете од купувачите и партнерите, го менувате бизнис моделот доколку треба да се менува. А во 99% на случаи, па и во 100% можам слободно да кажам, дека ќе треба да се менува. Тоа менување значи креирање на нови хипотези или прилагодување на постоечки или пак целосно отстранување на некои невалидни хипотези. Тука предвидувате нови експерименти и тестови со кои повторно настапувате надвор од вашата канцеларија, таму каде што се вашите купувачи и партнери. Потсетете се дека стартап представува привремена организација и ништо што не е конечно се додека не се потврди во целост. Започнете со сегментите на купувачите. Кои се тие? Например, мажи од 30 до 45 години од градски подрачја кои излегуваат секоја вечер. Прашањето е дали на вистина се тие купувачи за таа ваша вредност, односно тие ваши производи или услуги. Ајде да провериме. Потоа, дизајнирате експерименти. Например, може да користите Google AdWords за собирање и анализирање на податоци. Или можете да реализирате одредени состаноци со некои од тие потенцијални купувачи. Подетално за експериментите, како и повеќе видови на експерименти во наредните сесии од овој модул. Сега едноставно ве оставам да размислите самите вие, затоа што можеби ќе имате идеја за навистина уникатни и квалитетни експерименти. Потоа едноставно тестирајте. Соберете ги информациите и анализирајте ги податоците. Прашањата на кои овие експерименти и тестови треба да дадат одговор се следниве. Дали резултатите ги потврдуваат хипотезите? Зошто да, зошто не? Дали хипотезите треба да се модифицираат? Веројатно веќе ви станува јасно што ќе работиме, но она што ќе го работиме во овој модул ќе биде навистина еден детален процес. Тука едноставно целта ми е да ви ја презентирам најосновната рамка на која ќе се базира овој модул. Ни преостануваат уште две сесии кои имаат за цел да ги објаснат термините кои ќе ги користиме и да го опишат во глобала процесот и ќе започнеме со најконкретните нешта, најситни детали во дизајнирање на вашиот стартап со најконкретни чекори. Се гледаме во следната сесија каде ќе навлеземе во еден нов термин, а тоа е минимално одржлив производ.